Почитувани, денес промовираме еден проект од програмата со неколку подкомпоненти. Да подсетам, темел на програмата е непосредното одлучување на граѓаните и визијата за град, каде граѓаните ќе го диктираат развојот на градот. Затоа денес предлагам со почетокот на мандатот формирање на Центар за независна култура. При тоа, освен што се планира отварање нова хибридна институција, како што се вика по дефиниција, ќе се формира и посебен сектор во рамки на град Скопје за програмска и структурна поддршка на независниот културен центар со посебна буџетска ставка. Тоа е институција втемелена на партнерство помеѓу граѓанскиот и јавниот сектор. Овој предлог не е само давање физички простор на независниот културен сектор, туку исчокор кон еден нов, ефикасен, динамичен и демократски модел на институција од сферата на културата. Главни цели на овој независен културен центар би биле да се постигне внатрешна кохезија на независниот културен сектор и да се обезбеди форум преку кој ќе се артикулираат неговите позиции, потреби и потенцијали. Да се зајакне видливост и влијанието на независниот културен центар и живот во Скопје. Ова по мене е клучна компонента на Скопје да му се врати украдениот дух, крупен чекор кон враќањето на лидерството на Скопје во културната сфера. Да се придонесе на процесите за демократизација на јавната сфера и да се започне диалог со релевантните институции и со поширокиот граѓански сектор. За таа цел, јас како градоначалник ќе се заложам оваа мегаломанска зграда зад мене, водовод, каков што нема зграда на водовод во ниеден европски центар, да прерасне и да се додели на независниот културен центар во кој што ќе бидат сместени и сите невладини организации кои што работат и соработуваат со градот Скопје во интерес на граѓаните на Скопје. Вакви успешни примери има во Загреб, и тоа е Центарот за независна култура и млади погон, Метелково место во Љубљана, Берлин, Париз, Амстердам, Хаг и делумно Лондон. Јас верувам дека Скопје може и мора да се приклучи на европските метрополи и во скорешна иднина независниот културен сектор ќе биде одржлив, видлив и влијателен општествен и политички фактор кој проактивно учествува во социокултурните процеси. Благодарам. Господин Макрадуле, кога ќе ја промовирате целата ваша програма, со која што ќе настапите на изборите, дали се ќе содржи конкретни рокови и суми кои се потребни за спроведување на проектите кои ќе ги видите? Па ние за програмата зборувавме на конвенцијата и визијата за градот како ќе изгледа во 2017 година, можете да го видите во програмата. Затоа во тој 4-годишен мандат ќе бидат реализирани сите работи кои што се таму напишани, нацртани и објаснети. Јас сум убеден дека граѓаните на Скопје навистина ќе се решат за град со кој што, со само велам, 25 проекти, драматично на подобро ќе се промени животот на граѓаните на Скопје. Благодарам. Молам.